Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, добар ден. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој исплати околу 66,2 милиона денари или над 1 милион евра на 6240 лозари. Овие пари се дополнителни субвенции од 1 денар за килограм грозје предадено во регистрираните винарски визни. Со оваа исплата се заокружува комплетната исплата на субвенции за лозарство. Пред почетокот на новата производствена сезона исплатени се 9 милиони евра на 15.208 лозари. Тоа се пари од основната субвенција за одржување на лозовите насади. Да не заборавиме дека државата во текот на оваа 2019 година исплати долгот што винарските визби во Вардарие, Стефани и други регистрирани винарии го имаа како долг кон граѓаните за предадено грозје во 2014 и 2016 година. Се исплатија 1 милион 250.000 евра на 2048 лозари. Со тоа се реши еден долгогодишен проблем што ги мачеше лозарите од Тиквешкиот регион. Проблемите на лозарите, пред кои претходната власт молчеше и мижеше, ние ги решаваме. Ова е вистински пример за грижа на државата, на граѓаните и враќање на парите кај граѓаните. До денеска исплатени се 306,7 милиони евра средства кои се вратени на сметка на земјоделците по сите програми. Оваа влада се грижи за земјоделците, а тоа го покажа и преку мерката зелена нафта. До денеска наточено е гориво за земјоделска механизација со вкупна вредност од над 30 милиони денари или приближно половина милион евра. Во општина Неготина овој бенефит го искористија над 2200 лозари, што веќе подигнаа земјоделска картичка, а се очекува бројката да достигне до 3500 земјоделци, што ќе ја подигнат таа картичка. Знаеме дека за земјоделието има уште многу што треба да се направи, а ние сме спремни секојдневно и заедно да работиме на тоа подобрување. Како што гледате, оваа влада работи на решавање на проблемите на земјоделците. Тоа го ветивме, тоа и го остваруваме. Затоа што за нас зборот важи. Благодарам.